Според најновите податоци од регистарот на цени и закупнини и Агенцијата за катастар на недвижности, во периодот од октомври до декември 2025 година, на целата територија на државата се регистрирани 1004 новоизградени станови, што е зголемување за 159 станови во однос на третиот квартал. Дополнително 27.522 листови за предбележување градба укажуваат дека овие објекти се во тек на изградба и наскоро ќе се најдат на пазарот. Највисоката цена по метар квадратен во овој период е 182.404 денари за стан од 83 метри квадратни во општина Центар, додека најмногу продадени станови се евидентирани во општина Аеродром, најмногу куќи во Битола, најмногу деловни простории во Центар. Земјоделско земјиште и шуми најмногу се продадени во Куманово, а градежно земјиште во општина Ѓорче Петров. Во овој квартал се продадени и 194 гаражи. Вкупно во регистарот се регистрирани 9283 трансакции, што е зголемување од 964 во однос на претходниот квартал. Најголем број трансакции се случиле во општина Центар, Аеродром и Штип. Најмал број трансакции имале помалите општини како Пласница и Вевчани. Во четвртиот квартал најголем број закупи се однесувале на станови, потоа следуваат деловни простори, куќи и земјоделско земјиште и шуми. На годишно ниво цените на недвижностите пораснале за 25%. Државниот завод за статистика известува дека во ноември биле издадени и 304 одобренија за градба, за 16,9% повеќе од истиот месец минатата година, со предвидена изградба на 761 стан, најмногу во Скопскиот регион. Министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски учествуваше на настан за промоција на македонското вино во Париз, Франција, каде се обрати пред представници на културниот, јавниот и деловниот сектор. На настанот присуствуваа и министерот за култура и туризам Зоран Љутков, македонскиот амбасадор во Франција Игор Николов, градоначалникот на општина Охрид Кирил Пецаков и представници на домашните винарии. Муцунски нагласи дека промоцијата на македонското вино е дел од активностите за економска дипломатија и зголемување на извозните можности на државата. Македонското вино, како еден од нашите најпрепознатливи извозни производи, представува силен промотор на државата, важен сегмент на економската соработка. Остануваме посветени на континуирана поддршка на домашните производители и нивната уште поуспешна меѓународна афирмација, порача Муцунски. Американскиот председател Доналд Трамп изјави дека Соединетите Американски држави се подготвени за воена акција против Иран, ако дипломатските разговори не резултираат со договор. Трамп истакна дека Иран покажува пофлексибилен пристап во последната рунда преговори во Оман, но дека Вашингтон има и други опции. Иранците многу сакаат да постигнат договор, или ќе склучиме договор, или ќе мора да направиме нешто многу остро, како минатиот пат, рече Трамп, подсетувајќи на 12-дневната војна во јуни минатата година, кога Соединетите Американски држави извршија напади врз ирански нуклеарни постројки. Трамп додаде дека секој договор со Иран мора да опфати не само нуклеарно прашање, туку и иранска програма за балистички ракети. Тој очекува втора рунда разговори меѓу САД и Иран да се одржи следната недела. Американскиот председател исто така најави можност за испраќање уште еден носач на авиони на Блискиот исток, заедно со ударна група што би го зајакнало веќе присуството со придружни бродови во регионот. САД и Азербејџан го зајакнаа своето стратешко партнерство со договор што опфаќа економска соработка, одбрамбена индустрија и безбедност. Договорот беше подпишан од азербејџанскиот председател Илхам Алиев и подпредседателот на САД Џейди Венс, кој го посети Баку по патувањето во Ерменија. Алиев истакна дека новата фаза на соработка вклучува продажба на одбрамбена опрема, примена на вештачка интелигенција, енергетска безбедност и борба против тероризмот. Венс додаде дека САД ќе испратат бродови за заштита на азербејџанските води. Договорот произлегува од средбите на Алиев и американскиот председател Трамп во август, кога беа постигнати чекори за намалување на долгогодишниот конфликт со Ерменија. Во рамки на регионалните иницијативи, Венс ја промовираше иницијативата Коридор од 43 километри, што би овозможил директен пристап на Азербејџан до енклавата
на Хичеван преку Ерменија, со цел зајакнување на економската и енергетска соработка. Експертите сметаат дека договорот ја позиционира Азербејџан како клучен прозападен партнер во регионот, меѓу Русија и Иран, со цел стабилизирање на енергетските и трговски текови во Европа и Азија. Управата за хидрометеоролошки работи информира за тоа какво време може да очекуваме до крајот на оваа седмица. Според УХМР продолжува периодот на променливо облачно време, со повремени врнежи од дожд, кои локално ќе бидат пообилни. На повисоките планини врнежите од дожд ќе преминуваат во врнежи од снег. Ќе дува умерен, повремено засилен јужен ветер, што ќе услови до недела релативно високи температури. Од недела попладне ќе започне да дува северен ветер. Температурите ќе бидат во опаѓање.